Добро утро и од мене. Многу се радувам кога во студиото имаме музика од другата страна. Денеска ќе биде тоа така. И тоа спевуваме двајца навистина одлични млади таленти кои што имаат што да се пофалат иако се многу млади, а меѓу другото пред неколку дена на одржувањето на фестивалот Охридски трубадури во Охрид го освоија и третото место од публиката за песната Ден и ноќ. Интересен е нивниот дует, уште поинтересна е нивната приказна за тоа како се споија и се на се денеска ќе биде една убава дружба со овие двајца млади и талентирани дечки кои што меѓу останатото земаа гитара и ќе отсвириме, ќе отпееме нешто и во живо. Станува збор за Дорис Димовска и Наум Бумбаровски кои што веќе се заедно со мене во студиото на Магазин. Добро утро и добро ми дојдовте. Добро утро, ви благодариме на поканата. Дорис, ти тука веќе си била еднаш. Да, познато ти е студиото. Наум, ти предпоставам си не гледал. Да. Исто ли е вака кога гледаш на телевизија и кога си тука во студио? Не е исто. Што е различно? Овде е поубаво. Тука е поубаво? Тоа ми се допаѓа. Пред неколку дена заврши официјално фестивалот Охридски трубадури и вие сте го освоивте третото место од публиката за песната Ден и ноќ. Ве држат уште импресиите, очекувавте вакво нешто, очекувавте награда или едноставно сакавте само убаво да се представите пред публиката таму? Па јас мислам дека сакавме само да се представиме пред публиката, не очекуваме дека ќе добиеме награда, пошто сепак имаше многу поискусни изведувачи таму, но ете некако испадна да добиеме и ние награда. Се збунивте кога го кажа вашето име? Да, да. Сепак не многу е поинтересно кога си во дует и кога имаш некој колега и знае како ти е чувството кога си ти тамо, нели имате поддршка еден од друг. И во тој момент не размислувавме баш дали ќе освоиме награда, туку само диспане како што сме замислиле, како што сме се трудиле, како што сме работеле. И на крај излегува наградата. Да. И викате супер тоа. Се уште немаме официјална снимка од самиот фестивал, меѓутоа имаме едно видео кое што секако ќе го дзирнеме за да ве видиме како изгледавте на таа сцена. Како се споивте? Многу е интересна приказната. Мислам дека треба да се раскаже. Јас ќе кажам. Која е разликата од минатата година и сега? Разликата е што тоа минатата година јас бев во публика на фестивалот. Ти беше како гостин? Како гостин, да. А Дорис настапуваше таму. И таа настапи со Нека свети песната. И таа настапи и ми остави впечаток. И машко како машко ја запратив на социјалните мрежи и е пишав. И за чудо ми врати таа. Зашто за чудо мислиш дека нема да ти врати? Мислам дека нема да ми врати. Така делува на Инстаграм стварно? Да. Дори звраќаш на сите? На сите. Сигурно? Не оставам. Добро, ако се пожели некој ќе кажам. Еве пример, да, баш. И е пишав тогаш и случајно зборувавме, ајде, дај Боже, можеби некој ден ќе направиме дует и стварно испадна тоа што сме го мислеле. Интересно. Еве како не понекогаш како секогаш треба да се има иницијатива за нешто да се реализира, кога ти пиша Наум, како е свати пораката? Па најпрво не се истрчав кај мој тим, реков леле некој дете ми има пишано, како сака дует. И така си реков ми со моите ако дај Боже во иднина, нели добра идеја во дует, два млади пејачи, па и уметници во иднина. Така. А Наум во меѓувреме се случува на шоуто на кое што победи всушност? Не, тоа беше пред. Или тоа беше претходно? Тоа значи дека ти Дорис го знаеше веќе од шоуто. Беше победник на тоа шоу, нели? Беше, да. Да, добро, ќе раскажеме и за тоа искуство. Што научивте од Охридски трубадури? Еве имавте можност да настапите и со поискусни колеги, ако може така да се каже. Имаше ли дружба оваа година, како беше така позади сцената, да речам, не она што сите го гледаме на екраните? Па да, имаше. Позади сцена, нели кога се припрема, истовремено се припремаме заедно со тие други професионални пејачи кои што имаат кариера. И видовме дека не сме единствените кои што имаме трема, дека сите имаме. И се па некој од нив се сликавме како со Дала Топич, со Ивона Јо, со Ана Петан. Мислам преинтересно беше.
Така, да разменувавте искуства, предпоставам, нели? Да. Обично убаво е да се учи од поискусните, да не речем повозрастните, бидејќи годините веќе тука нема никаква врска. Како се случи ден и ноќ? Чива идеја за песната, за тоа како ќе звучи? Па моја беше бидејќи јас и оваа година ќе учествувам на Охридфест и ми текна што лани на истиот Охридфест ми имаше пишано на ум за да имаме дует. Во иднина реков зашто да не искористиме по оваа прилика за оваа година. Сепак на тој фестивал ми пише и се на наредната година за тој фестивал заедно да направиме дует и така испадна идејата. Интересно. Значи Охридски трудори ве спојува дефинитивно и Да. Така некако, да. интересно. Колегијално, да, така. Супер, баш ми е драго. Денеска рековме дека нешто и ќе отсвириме, нели? Да. Ќе отпееме. Сега не знам што би било тоа, дали ќе биде изненадува или откриваме. Откриваме шало. Ајде. Е многу добар избор сте направили. Да. Па, И браво за вака са бајлечки за оваа песна. Шало на Гага, нели? На Леди Да. Гага. Да. Да, одлично. Знаете ли колку пати се најживам, најсериозно го кажувам ово. благодарим. Гледаме двајца кротки, си правиме муавет, почнува музика, сосема два различни ликови. Свесни ли сте колку сте талентирани? Не. Онака, вие си почнувате, како што ние си водиме така натаму. Па може дека беше стално и ми сме посветени максимално на тоа. Па го правиме тоа што го Што го сакаме. сакам и не исполнува. Да. И двајцата знам дека сте стварно многу посветени на музиката, иако повеќе сте по природните науки официјално во школа. Да. Тоа ќе видиме како има конекција. Дорис, ти си на фармација Да. во средно училиште. Голем поздрав до училиштето, Анча Караѓозов. Да не те ослободија денеска или не? Не, втора сме. Втора се добро, нема ослободување, мора да се учи. Нау? Јас сум во општата гимназија Цар Самил во Ресен и мене ме ослободија. И тебе те ослободија, Да, браво. сакам да ги поздравам сите професори и директорката. Браво за тоа. Дали си звезда меѓу учениците таму, со оглед на сите настапи, на сето тоа, те терали да им пееш, да им свириш? Ме терат да им пеам, да правиме дружби, но не сум звезда, сум како и сите други ученици кои што се таму. Само таму благодарност и до професорите кои што ме праќаат на надпревари,
како што беше надпреварот во Свети Николе, на регионалниот добив 100 поени, на државниот 100 поени, тој беше надпревар по музичко. Тоа е максимумот поени, нели? Да. И имав француска шансона, кој што таму добив второ место и добив патување во Париз и тој беше државен надпревар. Како си помина во Париз? Многу добро. Не сакал заборавна. Па ништо, ќе одиш пак на надпревар. Ќе падне пак некоја награда. Патот до звездите, ти беше всушност победник на тоа шоу. Ти донесе ли публицитет? Кои се придобивките од самото тоа, освен што си се докажа самиот на себе си колку вредиш? Да, ми донесе публицитет. Се запознав со многу музичари, со многу луѓе и почна да ме знаат од прилика кој сум, како сум. Тие што го гледа, нормално. Така, во едно интервју имаш изјавено дека не е било баш сеедно на родителите за твојата одлука дека ти ќе се Не. пријавиш. Зошто? Како изреагира првиот пат? Па јас се пријавив без да им кажам нив. А така и се прави. Тајно, Да. тајно. Да бидеме реални. И кога му кажав не бе ич среќни, бидејќи смета дека сум мал. Аха. И сака да ме отпиша, да речем, од шоуто. Стварно? Да, но немаше таква опција и рекол се фативме на роток и го изиграм. И кој играше прв? Прв. Хороводец? Тато. Ти? Или татко ти? Тато беше. Го променија мислењето и ставот, предпоставувам. Да, многу. Мислам, сигурен сум во текот на шоуто. Правевте после тоа муабет зошто има таа кочница? Дали реално заради тоа што си бил мал не сакале или на некој начин не келе да бидеш дел од јавната професија? Не, беше поради тоа што сум мал. Смета дека од мали години не треба да излезам така на јавноста, бидејќи имало некои предизвици, ама сепак тие вене многу тие што ме подржава. Интересно, и од целото шоу вака како искуство, ако собереме, пак би се пријавил, предпоставувам. Да. Многу беше добро. Знаеш што се да те прашам, велиш дека си имал смислено говор кога ќе победи некој друг, ако те прашаат што и како. Да. Што ќе кажеше во тој говор, ме интересира? Што имаше намислено во глава? Ќе го пофалев тој што ќе беше победник и ќе му посакав се најдобро. Пошто јас стварно не очекував дека ќе победи. И тоа е точно дека си имав спремено говор. Интересно. Кога веќе да правиме мовет за надпреварите, Дорис исто си доста активна. Да. Го имаме споменато оној голем надпревар во Шпанија пред неколку години, меѓутоа какво искуство ти се надпреварите, колку ти влија на твојата самодоверба? Па, како тремаџика? Ти си тремаџика? Да. Стварно? А не верувам, мислам дека ме лажеш. Не, пред нас е многу. Па, со самите надпреварчиња, посебно со Браво фестивал, кој е еден од најголемите, како најголем до сега, ми се имаше ослободено таа трема, поради тоа што видов како другите полека се ослободуваат и си викаш дека во најдобро издание ќе бидеш ако ја потрошиш тој стрес и го извадиш тој стрес од тебе. И сега така уште работам на тоа. А инаку Браво фестивал беше предобар надпревар, го освоив третото место од цел свет. Таму се пееа странски песни, јас ја пеев The Power of Love. И самото дружење, иако беше онлайн надпревар, многу беше љубави како се и дава и поените, нели, а и со децата муаветот онлайн, задоволна бев. Супер, тоа е најважно, искуството нели е клучно веројатно за понатаму се во кариерата. Каква ви е вашата перцепција? Во која насока сакате да ви се движи музичката кариера? Може ли да очекуваме и повеќе заеднички дуети со оглед на првиот кој што беше многу успешен? Па во иднина може. Зашто да не? Јас мислам дека и двајцата сакаме да продолжиме со музика. Да. Сакаме да го предаваме тоа што го имаме, дарот од Бога, да му го даваме на другите луѓе. Бидејќи тоа е работата, музиката да ја предадеш таа позитивна енергија за да им ја дадеш на тие кои што ја бараат и затоа да на концерти, затоа и музичарите сакаат и да успеат на неголемиот. А не дека се звезди. Не дека се звезди. Далеко од тоа.
Добро, сега звезди се. Не, сите луѓе сме. Сите луѓе сме исти. Сите луѓе сме исти, да, меѓутоа официјално, нели? Ама во тоа што го правиме. Во тоа што го правиме, сме звездни. апсолутно. Пример, јас имам и другарки како и учениците во училиште, како што го прашавте и Наум, нели дали е звезда во класот, мислам дека и сите деца и сите луѓе сме звезди по она што го правиме, како и во клас, како и на работа. Да. Подарок што го имаме. Апсолутно, со тоа што јавната професија малку издвојува тој профил на луѓе од останатите. Ова интервју ќе го чуваме во архива за неколку години и ќе видиме дали сте го промениле ставот. Само ако нешто сте ми смениле. Како тука да вам зборам. Договорено. Види многу дале зборава. Ќе правиме муабет за неколку години. Како кај двајцата нели поединечно го откривате талентот за музика? И дали има нешто наследно од околината, од семејството? Јас имам од кај татко ми наследно. Тој знае да пее, знае да свири, но никад не се пробил во музиката. Ма затоа јас сега сум тука. Инаку друг од фамилијата никој. Ми има откажувано дека од татко ми дедо, прв братучет, бил познат глумец и познат пејач. Стварно? Да, Динев, може и од таму ни презимето. Презимето ми е познато, ние си имаме Динев исто. Да не се родни, не? Да, така нешто. А ние да што не се имало. Значи влече некој корени музиката некаде има. Некој хромозомче. Медицинар мора да се изрази така. Јас ќе кажам дека имам наследство и од страна на татко и од страна на мајка. Добро, што значи ова? Сите се пејачи, свирачи, игрорци. Стварно? Да, татко ми има потекло од Прилеп и таму досега, како што имам видено, секој знае да игра. И секој знае да пее. И јас го открив талентот кај 9 или 10 година, кога бев помлад и сакав многу гитара, и моите прабаба и прадедо ми купија гитара за мојот именден. И од тогаш почнав така по-професионално да свирам и да пеам. Имаше, направивме група со деца од Ресен, Long Play се викавме. И за тие години мислам дека доста настапи имавме. Свиравме рок и оттаму ми се прави уште поголемаше. Интересно. Сам учеше гитара, нели, од YouTube, од видеа? Да. Добро. Таму учев гитара. Некако природно ти беше тоа, гледаш и пробуваш и тоа е тоа? Да, тоа ми беше. За клавир одев половина година на часови и после сам си се надоградував. Интересно. Таа беше една детска гитара која што добри на подарок или како? Не беше или баш вистинска гитара? Не, вистинска беше Yamaha, електрична гитара. Аха, ти профи од старт. Да, не играме со играчки? Не. Детски. Интересно. Тоа значи дека и двајцата на некој начин сте знаеле од мали дека мислам сте сакале музиката и било нешто што веројатно ќе се... Од многу мали бев игрорец. Од 5 или 6 години. Значи ние сме колеги по таа гранка. Требаше да спремиме некој... Игрорка пред една година. До пред една година јас бев игрорка. Стварно? Да. Сите. Браво. Тоа е една многу добра школа за дисциплина, за ритам, за онака координација, нели, што мислам дека треба секој кој што има прилика дека треба да го искористи. Ја негуваме музиката наша. Да. Така си е. Тоа значи дека на свадби сте први начело. Без разлика дали комшија, брат, сестра. Да. Супер. Имаме ли уште нешто да освириме? Да направиме нашето. Дуетот? Да. Ајде. Може. Ова не беше спремно, така препоставам се спремно. Не беше спремно. Добро, ми се допаѓа вака кога спонтано функционираме. Штом те видам, сонце ми изгрева, колку се радувам. Штом те видам, љубов започнува, срце ми удира.
Браво, браво. Одлично звучи. Ова е песната, нели? Да, Ова е точно. она која што ја изведовте на Охридски трубадури. Каква ви е замислата според тоа како изреагира публиката, блиските сите оние кои што до сега ја слушнале оваа песна, ќе биде ли хит? Еден убав, љубовен хит би рекол. Па се надевам. Да. Вас така ви звучи? Да. Па нас ни звучи добро. И на сите што му ја пуштивме, и сите што ја слушнаа песната и на фестивалот и надвор од фестивалот, рекоа дека е добра. Така, кој е автор на оваа песна? Кој ја напиша, како ја составивте? Дали од прва некако ви кликна или имавте и двајцата удел за тоа во која насока треба да биден? Тука имаше, ја направи песната Григор Копров. Копров ја направи песната, Огнен Велковски беше текст и Давор Јордановски беше аранжерот. Ние немавме, не биравме околу песната, ние ни се допадна и ја снимивме. Од старт. Од старт. Колку според вас е важно една песна за да биде добро отпеана, за да биде хит, некако да се пронајдете во таа песна? Но, ако не ја осеќаме песната, нема да можеме да Ке не може исто да ја изведеме како што ја чувствуваме. Бидејќи ние, освен што сме пејачи, треба и тоа што го пееме да го изведеме како ние да сме и авторите на таа песна, дека ние го чувствуваме тоа. И тоа е една сцена што треба сите пејачи и артисти да го представат. Да дадеме емоцијата, Така, да му ја пренесеме на публиката. тешко е кога се добива песна да се одлучи дали таа треба да се отпее или тоа некако интуитивно доаѓа од старт кога ќе ја Тоа слушнете? мислам дека Од старт. Интуитивно. Ја слушнавте заедно прв пат или поединечно па? Поединечно. Поединечно. Да. И Се согласив. И кој на кого се јави сега, дали ви се допаѓа песнава или не? И јас јавам. Гледаш се врти кругот. Да. Како се поминавте во Охрид генерално? Имавте едно интересно видео како една добра младилашка најава на фестивалот, кој што беше снимано низ Охридската чаршија и така натаму. Се забавувавте ли? Да, Таа беше премногу. многу заангажирана. И цело време, ајде А тука морам и да спомнам и мајка ми, дека од мајка ми беше таа идеја за таа реклама. И мислиме како што прават нели сите пред некој фестивал, зашто да не направиме ни некој такво рекламче, пример како се шетаме низ Охридската чаршија, после како се спремаме за на фестивалот, па на фестивалот и таму како се забавуваме позади сцена. Многу беше интересно. И многу ја погоди дури с песната, тоа беше. Многу добро песна беше. Да. Добро, тоа е важно, нели? Претпоставам дека свесни сте, посебно што сте од онаа помладата генерација, каде што знаете дека социјалните мрежи и сето тоа и тоа како е важно за градењето на кариерата, барем во однос на публицитет. Кога сте дома, кога не сте на сцена, која е музиката која што најмногу сакате да ја слушате, музиката која што ве инспирира, ве тера да бидете активни со музиката? Јас најмногу слушам поп и поп-рок. Ги слушам Майкл Джексон, го слушам Брайан Адамс, го слушам Тоше Проески, ДНК, сите македонски изведувачи и многу странски и учам од сите. И таа ми е некако моја музика. Јас слушам секаква музика. Од македонска, од странска, а посебно и на англиските се концентрирам поради тоа што англиската е во време најуспешна, а најдобро да се учи од тоа што е најголемо за да успееш и ти понатаму. Но нели понекогаш и еви дома и кога вежбаме, кога пееме, најпрви гледам нели и со вежби да се загрееме, па потоа македонска, па на крај нели англиските како со повисоки тонови, поголем рейндж на вокал. Нашето е најслабко. Секогаш, нели? Да. Знам дека и на шоуто, не знам дали сите, меѓутоа многу од песните беа на Тоше Проески. Јас имав 2-3 песни на Тоше Проески, но сите им беа македонски, само една ми беше Heaven од Брайан Адамс, а другите сите што ги пеев, значи имаше доста песни беа македонски. Различно ли е чувството, личното чувство, зборувам и задоволство кога се пее македонска музика и кога се пее странска? Да. Кога се пее македонска музика, многу подобро и многу подобро знаеме да ја пренесеме на публиката. И многу подобро ја чувствуваме. Да. А планирате нешто, настапи во иднина, сакате во тој смисол да се гради дополнително вашата кариера? Или ќе останете на фестивалски искуства? Да, планираме концерт. Во скора иднина ќе настапувам на Макфест на 23 октомври
со песната Кога не ме сакаш, автор е Весна Малинова, голем поздрав до неа. И аранжување исто Давор Јордановски. И се спремаме и за сценски настап и Сега се спремате со тоа. Да. Јас ќе настапам на Еболко Бер, која е манифестација преспанска. И се дешава во септември, има доста народ, таму ќе настапам. Тоа е еден препознат ли фестивал нели за Ресен и во тој дел. Се негува ли доволно музиката во тој реон? Во преспанскиот реон? Но, мислам дека секој мислам дека најмногу таму се. секој второ Стварно? дете таму или пејач или му сакам сите да ја поздравам колеги мои од Ресен. Значи, кога ќе се соберете вие во друштво, буквално секој пее и секој свири. Секој пее, секој. Така некако му доаѓа. Да. А што може друго да ми кажете за вас, што може би јавноста не го знае? Нешто интересно така во позадина, што сакате да правите, кои се можеби некои ваши стравови, онаа друга страна од сценска. Јас имам страф од птици, од кокошки, многу. Стварно? Многу. Ова имала некоја ситуација како дете? Не знам. Многу ми е страф и татко ми и дедо ми чуваат кокошки. И кога ќе одиме таму, пример, ако ми се доближи птица, јас Да те нема. да ме нема. А си пробал вака да ја отсвириш нешто, може ќе избега? Не. Во слободно време јас тренирам ракомет. А стварно? Да, 9 години тренирам ракомет во Преспа. Да поздравам сите ракометари. И некој хоби малце. Супер. Е сега хоби е музиката или ракометот? Хоби е ракомет. Хоби е ракомет? Да. Добро. Дорис? Јас имам страф од инсекти од пајаци, највеќе. Тоа јас ми викам подобро змија да видам него ли пајак. Страф или гадливост? Страф. Страф. Од бумбари. Да писне од бумбари. Па издржа Охрид. Добре. Дечки, многу благодарам за денешно гостување, многу брзо ни помина. Не подмладивте сите нас тука во студио, да се гледаме за убави работи, творете, пејте убава музика и да се гледаме за сите нови поводи. Благодарам. Фала ви. Во продолжение за крај ќе ја слушнеме нека свети на Дорис со која што настапи минатата година на Охридски трубадури, а во меѓувреме постанете на сите, уживајте, искористите го денот, пијте кафенце ако не сте се напиле утрово и се гледаме утре. Чао, чао.